Депонијата која го прави Кочани е еден од најзагадените градови во државата, наскоро ќе биде отстранета. Градската депонија, која е двоен проблем, најпрво поради локацијата на патот кон туристичката населба Пониква, а и поради енормното загадување на воздухот во Кочани и селото Бели, конечно ќе биде отстранета, барем во формата во која постои сега. Со новиот систем за управување на отпад, подржан од ИПА програмата на Европската Унија, Кочани ќе добие претоварна станица, каде ќе се носи отпадот во помалите населени места, а оттаму селектиран и пренесен во друга регионална депонија. Значи тоа се претоварни станици за комунален отпад, бидејќи отпадот од помалите општини ќе оди на одредена претоварна станица, а оттаму ќе оди на регионалната депонија, која што е предвидена да биде изградена во општината Свети Николе, поточно Мечкуевчар-Вашанци локацијата. Оваа регионална депонија треба да ги обслужи сите општини кои припаѓаат и на источниот и на североисточниот плански регион. Новата регионална депонија најверојатно ќе биде лоцирана во општина Свети Николе на локација во близина на село Мечкуевци. А тоа за Кочани ќе значи конечно чиста животна средина и здрав воздух. Во смисла на заштита на животната средина, како ќе влие локацијата, зошто е избрана токму таа локација, едноставно да им се објасни на граѓаните дека ваквиот начин на управување со отпад навистина ќе придонесе за подобра животна средина и секако се разбира придобивки за здравјето на луѓето. Бидејќи во моментот, за жал, се уште не соодветно управувањето со комуналниот отпад во општините. Од Министерството за животна средина веќе работат на проект за набавка на опрема за претоварните станици и регионалната депонија. Набавка на опрема за сите овие општини, значи граѓаните ќе добијат контейнери посебни и комуналните предпријатија на општините ќе добијат и посебни возила, нови возила, исто така финансирани преку со европска помош, што ќе помогнат нормално за соодветно собирање на отпадот и трансферирање до претоварните станици, а понатаму до регионалната депонија. Инаку ваквите заклучоци беа донесени на денешната јавна расправа во Кочани за мислење и подршка од граѓаните на новиот систем за управување со отпад.